10 години по првата препорака за почеток на преговори за членство во Европската унија, ова прашање останува отворено дури и по решавањето на споразумето. Земјите членки на Унијата лани сами го најавија датумот за овој јуни, но цел сплет на околности ја држи во неизвестност одлуката за Македонија. Главната игрена релација Брисел, Берлин, Париз. Европската комисија притиска за датум. Германската влада тоа го поддржува, но проблем е кусиот рок од неколку дена за Бундестагот да се согласи, додека Париз тактизира и ги чека резултатите од европските избори закажани за 26 мај. Понеделничкиот самит за Западен Балкан во Берлин во присуство на Меркел и Макрон долеа уште масло на огнот, иако состанокот беше примарно посветен на диалогот Белград-Приштина, а пораките за Северна Македонија не содржаа референци за датум за преговори, но го посочија договорот од Преспа како позитивен пример за целиот регион. Wir haben mit der Entwicklung in Nordmazedonien sehr mutige Schritte gesehen, die uns Hoffnung geben, dass man langjährige Konflikte auch lösen kann. Ich möchte an der Stelle auch noch mal unserem griechischen Kollegen Alexis Tsipras ganz herzlich danken, auch dem bulgarischen Kollegen Boyko Borisov, die sich immer dafür eingesetzt haben. Und so werden wir heute sicherlich die Diskussion auch führen, in dem Blick darauf, dass ein großes Problem, an dem wir über 10 Jahre gearbeitet haben, nunmehr gelöst werden konnte. Et à ce titre, les derniers mois ont montré que les progrès sont possibles. Nous sommes une vingtaine d'années après des conflits qui ont profondément déchiré les Balkans et cette région, conflits, comme vous le savez, où la France a eu un rôle tout particulier. Et avec l'accord de Prespa, nous avons vu qu'il était possible de régler des différends qui semblaient indépassables. Et quand les dirigeants décident de s'impliquer, et il faut là en effet remercier messieurs Borisov, Tsipras et Zaïev, eh bien on arrive à trouver une solution très concrète et à passer outre. Меркел и Макрон јавно не зборуваа за почеток на преговори со земјава, но по враќањето од самитот, премиерот Заев неколку пати повтори дека на затворените состаноци добил позитивни сигнали. Пред неколку часа се вратив од Берлин. Бев на средба со Меркел, со Макрон, со лидерите од Западен Балкан, премиерите на Хрватска, на Словенија, Фредерика Могерини. Нашата заедничка земја конечно отвара поглавја, почнува да преговара. Тоа значат фондови, тоа значат пари за нашиот народ, тоа значи перспектива, тоа значи систем, тоа значи иднина почнувани мои сограѓани. Јавната воздржаност на Меркел и Макрон опозицијата во Македонија ја искористи за нова серија обвинувања до власта. ВМРО ДПМН тврди дека Европската унија е разочарана од постигнувањата на владата. Денес на сите им станува јасно дека и овој јуни датум за почеток на преговори со Европската унија нема да има. За жал нема да има. Велиме за жал затоа што тоа е на штета на цела држава и на сите граѓани во Република Македонија. Тоа им беше на сите јасно, но сега еве и јавно. Тоа е така затоа што нема реформи во клучните области. Во сложената равенка околу датумот, освен домашните реформи, спроведувањето на претседателските избори, исходот од изборите за Европскиот парламент, можноста за зајакнување на екстремната десница, важна и Албанија и желбата на врвот на Европската комисија, пред се на Федерика Могерини, Скопје и Тирана во пакет да добијат датум за преговори. Ваквото сценарио се смета за отежнувачки фактор за Македонија, зашто албанското досие, засега, потешко поминува и во Берлин, и во Париз, и во Хаг.